Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Се извинувам заради малиот дилеј. Вака, мојот вовет мора да е поврзан со последната емисија која одеше во живо. И малку е тешко да се остане во она што беше посведочено овдека во емисијата минатата недела. Имено, кај да почнеш? Имено, сведоштвото на човекот кој се јави во емисијата, кој е на некој начин буквално ја потресе земјата, после која ја завршивме емисијата, но и наредните 2 дена јас не направив емисија. Значи, прво да ви кажам еве од еден телевизиски аспект. А вие како сакате сватете го, ова е мој пиетет и благодарност до телевизијата, низиниот собственик и оние кои раководат со неа. Имено, нема телевизија, портал или медиум, кој не е важно поради што, но кога ќе добие една ваква фокална точка. Во средата, минатата недела и четвртокот, фокалната точка беше ТВ Сонце. Сите беа свртени кон Јади Бурек, кон мене, кон телевизијата и така натаму. За жал, многу ми не разочарав, немав емисија истата вечер. Имено, што ќе беше да имав емисија истата вечер, наредната вечер? Ке имаше абнормално многу јавувања, значи телефоните ќе прегореа, ќе имаше многу емоции, ќе имаше многу споделени солзи и траорност. Ја цела недела добивам писма и добивам реакции и добивам секакви разни. Да не се правам многу препродуховен или премногу скрушен и така натаму, нема да навлегувам дали јас не можев физички и емотивно да ја правам емисијата или одбив, ствари ќе ви кажам, одбив да собирам лајкови и да собирам рейтинзи и да собирам јавувања и да прибирам публика во емисијата. Знаете што? 20 години су. Све доживеав што еден водител на една ТВ емисија може да дојде. Прво 2 децении никој нема. Имам 3 златни бубамари, иако сум сега тотално на игнор и тоа нешто збори. И едно јавување на еден гледач кој 250.000 го имаат прегледано. Одбивам, не ми треба, ниту утредента некој ми се јави: Јанко, дај у емисијата утре акцентирај мене или мене и така натаму, например, не знам, газдата мој или све, за да да си. Бидејќи, знаете, кога жижата, кога фокусот е на еден медиум, една емисија, тогаш е, нели, вистинско време да изрекламираш некого или нешто, да промовираш некого или нешто. Јас се одлучив за репризи и се повлеков. Не сакав ништо, бидејќи сметав дека на подолг рок нема ништо да добијам. Втора работа е што ја не верувам на импулси, на порано така функционираше емисијата. Се сеќавате, например, не знам, песна за Евровизија, недела дена, 10 дена во емисијата, по 3 сати, илјадници јавувања, илјадници пораки, илјадници имейлови за каква била лоша или добра поддршка или така натаму. Но времето се скрати
И ја велам, ако сега навистина искрено сте биле трогнати, ако навистина не ви било само импулс како физиолошка потреба, во моментот сте се потресле и потоа ништо, тогаш дури наредната недела, како што е тоа денеска, понеделник, ќе направам емисија каде што веќе ќе се издишете од првиот адреналин и со зрели емоции, но уште позрела, интелигентно смислена мисла, ќе реагирате. Ако не, тоа треба да ви каже, мене не, да ви каже вам, да и каже на јавноста. Кој е човекот, не знам. Како се вика, не знам. И да знам кој е и што е, нема да кажам. Но ако он сака, добре дојдене. Може да дојде во емисија овде. Можам само да го гушнам и да се изнаплачам со него. Некој ќе рече, па што е сврхата на такво нешто? Сврхата е пораката. Сврхата е пораката каде сме, какви сме и дали можеме да направиме промена за да не му се случи утре на некој друг. Знаете ли кој е најтешкото јавување кое го имав после оваа емисија? Јас сум новинар, се сум видел, а за интернет гуглање мислам дека тоа е мојот супер пауер. Јас сум нешто на разина на Супермен и гугламен. Нема подобар од мене. Морам да карикирам за да ги избегнам траорните емоции кои се јавуваат. Ми се јавува и ми вика, Јанко, човекот, значи, прво да кажам, дека овој човек што ми се јави е лекар, мој личен пријател, и кој е вработен, нели, во јавно здравство и така натаму. Но, ми вика, прво, се што кажа човекот е вистина, зашто немаше потреба, почувствувавме сите дека збори вистина, но она што ме уби у поиме дека не е единствен случај. Среќа беше одминат денот, да речам околу 13 часот, веќе имав кафе и Кока-кола зеро во мене, нели, мојата дрога која ми го крива мојот оперативен систем. И покрај тоа што бев прилично фокусиран и подготвен кога он ми се јави и кога ми рече за што ќе збориме, веќе бев во грч, истеков. Истеков затоа што во тој момент мене тоа ми се случува и така реагирам, додека ми зборите ја правам визуализација. Јас затоа и не гледам вака во камера како те. Бидејќи вака кога гледам се гаси мисла, но кога чепкам нешто на страна, без оглед дали сурфам или нешто, ја визуализирам што ми зборите. Таков сум јас. Тоа е мојот карактер. Ја кога се расправам со сопругата, ја не се гледам у очи. Јас сум свртен, она ми збори, ја нешто како гейм. Уствари, целиот мој физичката, мускулната меморија се занимава со нешто за што не сум свесен. За да ја одбијам, бидејќи целото битие ми иде и не можам и мускулната меморија и физичките органи да ги внесам. Можам само интелектот да го внесам. Кога ќе почне и емоции, тогаш е пренапорно за целиот систем и ми е потребна една релаксација, за да не се тресам, да не трчам у место. Ја морам да го дефокусирам. Само го тргам погледот, ја ве слушам. Не ве гледам. Ја имам 3 вакви фокални точки, како кога вие би ги гледале,
овие точки, тоа е исто и ја што гледам. Знаеш, ако свртам поглед, тоа не значи дека не ве гледам. Ве слушам повеќе одо што било кој од моите колеги кои вака се во камера и вие мислите дека у очи ме гледа вака, мозок ми пара. Дури и се мисле, викам, ќе се правам на недоветен, ќе тргнеме други теми. Русија, Украина, НАТО, војна ни се спрема. Тоа е добра тема луѓето да говорат, нели? Или 82 дена, Данела Арсовска, добра, лоша, како постапила, добро постапила, лошо, колку е подобра од овој Ајван од претходно и слични муабети. Но интересна работа е. Пратете ме добро. Каде ве фокусирам? Значи, ова ви е отворен спин, кој јас кој го предизвикувам затоа што сабајле кога станав, читам, мојата драга пријателка Марга од Твитер ми вика и ми праќа еден твит на една шарена револуционерка. Еве го незиниот твит. Да, врзан е со ова. Он се вика Дачес, Артур Гуднор, P3, Јанко Илковски купил хула хоп и му бил мал. И нормално, сите оние ботови на Никола Наумовски, на Сплинтери, на шарената револуција, на хейтерите кои мене ме пакуваат во едно или во друго или во трето, знаеш, Јанко свиња дебело, одвратно, говно, смрдливо, гадура една, ваква, таква. И сега, како да ви кажам, не ме навредува. Не ме навредува. Јас секогаш, значи, порано сигурно сум бил поимпулсивен, ме удирало него. Знаете, денеска многу тешко допираш до мене. Не дека не реагирам, не дека немам импулс, и тоа како имам особено адреналин и краток фитин, туку викам, чекај сега од каде произлезе ова. И дека ја имам комуницирано со незе, и она сама ми напиша дека Јанко свиња дебела, која ина многу фина, другарката на Боки 13 ми го извади, беше еден од, како да ви кажам, главните револуционерни покличи со стотици илјади твитови во борба против некаков режим, со тоа што Јанко свиња дебела беше, како да ви кажам, она бандера роса. Се бориме за слободата со Јанко свиња дебела. Добро. И она сама ми пише и ми вика, не е убаво да се, нели, за физички изглед некого заебава или што ти ја знам. Океј, во ред, нема проблем. Don't care. Не продолжив комуникација, она си почна низината работа, нели, се активираше скоро, пред 2-3 години, не е овакво. И, нели, како и сите шарени ботови, не оние со име и презиме, туку шарени ботови, кои се на власта и платени од власта, нели, си хейтаат. Значи, се што доаѓа од власта е супер, се што доаѓа од опозицијата, да се плука и омаловажува. Сега, викам, што е причината? Знаете дека првата помисла ми беше, нели имаше доста твитови и хейтање за Славјанка и за Маричич, нели, дека и двајцата биле дебели, па не знам вакви, па не знам такви, ово, она, и викам, добро, разбирам, немаат кого да фатат, пошто изгледа од опозицијава све се убави, згодни, Данела, која видиш поубав лик, у политика не сме имале, не па за Градов. Ем здрава јетра, ем убав лик, ем интелигентно збори, ем е мила, ем не хейтеа и така натаму. Не. И викам, најверојатно нема кого да фатат. Стварно нема кого да фатат. Еве се размислувам кого би можеле да овакво. Додека овие од позицијава почнувајќи Бубокаров, Маричич, ово, оно, сите се побабачковци, нели, качија килограми и овој Павле Богоевски, нели, дојдоа до власт, како е, она, Чорбиче за Пеевче
и така натаму. Предпоставувам, нели, години и години на улици се ослабува. После кој ќе се ухлебаш, која ќе влезеш у власта, у град, советник на градоначалник, ово, она, вамо, тамо. И сега, ако продолжиш со кокаинот, ово, оно, па и не мораш да качиш. Но, генерално, викам, аха, тоа е најверојатно, викам, немаат кого, па сега мене. Но што е интересно? Врати го компјутерот. Значи, ова е мој виц од пред пар години, кој си го направив на моја сметка и ми донесе голема популарност на Твитер, а тоа е, јас си купив хула-хоп и малмие. И нели, нема подобар хумор од што хумор на собствена сметка. Какви се обично реакциите кога ќе се дадеш хумор на собствена сметка? Позитивни. Сите се смеат, ово, она, и оние што те хейтаат, те поздравуваат. На ова е тригер за бивши несоработници на Шилегов, за овие хейтерите кои, ете, не знам, они се слободарски, одеднаш им текнува за Јанко. И се викам, не е вајда дека Маричич и Стојанка, Славјанка, се можните тригери за вакво нешто. И тогаш ми текна. Излезе од компјутер. Она што не го размислував е уопште што не правев. Не само профит како клик, туку ни политички профит. А дури никој не ми се ни обрати да прави политички профит од ова, што им честитам на тие што можеа да профитираат страшно од ова, е што јавувањето на човекот можеше да предизвика ситуација како во Казахстан. Ете толку кажувам. До толку беше силна емоцијата. Ја сметам дека со Вили треба да се смени власта во овој момент, за 5 минути, да има промена на власта, заради подобро на сите нас. Не викам ВМРО да дојде, нека дојде Павле Трајанов, али треба да се смени власта. Сега ова после Заев е joke of the century. И сега си викам, нема политички профит, нема, јас лично немам, но каква е емотивната состојба на оној и кој е провладин и антивладин. Немојте да ми кажете дека најдовте, еве, вие што сте за власта, што е во ред, најдовте некакво оправдување за ова. Бидејќи човекот не хейташе никого, ни едниот, ни другиот, но е голема опасност неговото сведоштво. Знаеш, пувките кои ви ги продаваат, нивните пиар, нели, Бубокаров е него влада, он е у пиар, 20 кила плюс направи човекот, вредно работи, стварно дава впечаток дека земјава иде напред, прогрес, демократија, он е дел од тимот и така натаму. Да не зборам, нели, бевме шокирани сите како тоа Шилегов изгуби на такви златни проекти, градов никад поубав, мислам на папир. Ама емоциите кај луѓето се поинакви. И ова доаѓа 3-4 дена, што значи јас сум сега опасната точка, посредно заради емоцијата која е налепена со оваа емисија и со овој човек. Па, за сите оние, а мислам дека нема човек кој знае, во емисијата ќе бидат вашите коментари, поточно вашето мислење за сведоштвото на овој човек. Исто така и вашите сведоштва за тоа што ни се случува. Бидејќи ние не збориме само способност или неспособност на власт. Не збориме ние естетика на власт. Види, Јанко е опозиционер, али види го дебел, ружен. Не. Бубокаров е владин, види го и он е дебел и ружен. Не збориме ние за таква естетика.
Ние не збориме воопшто за естетика, како се владее и така на. Ние збориме за човечки животи. Ние збориме дека е време дојде, а ја го тврдам тоа и не ми е гајле кој е на власт, дека треба да има судски не овде во Македонија, меѓународен суд да бидат дадени за злосторство против човештвото заради изгубени човечки животи. Прво, заради ненавремено носење вакцина. Второ, заради идење масовно на народов во друга земја да се вакцинира. Трето, заради неуспевање да се направи ред и протокол. До денеска ние немаме протокол за ковид. Што се случува? Се случува да нашите лекари, сестри, паѓаат мртви. Сега, хејтот нема да го дозволам ни према медицинските лица. Зошто? Затоа што мои роднини, пријатели работат во здравствениот систем, кои не можат фамилиите да си ги видат. Кај се лекарите? Кај се сестрите? Каде е медицинскиот персонал? Каде е нашето совршено здравство кое го фалевме? Како тоа вака да потфрла? Како тоа да се нема протокол за жив, здрав, болен, умрен човек? Какви глупости се тоа? Отидов се распрашував со мојот свештеник, парохиски, кој патем работи на гробишта Бутел. Да, вика, затворени лимени сандаци. Па што е ова, бе? Кого прават будали? Од каде? Па ова не е таква болест. А сега ни зборат децава, почнуваат од денеска, од утре со отворени прозори, со маски да идат на школа. Па ако е вариола вера, седиме дома. Ако не е толку страшно, зошто затворени? Небулози. Дали разбирате дека небулози? Знаете, зошто ќутев, зошто сега? Знаете, во систем кога е војна, преќутуваш, затоа што и во тој момент не секоја војска знае како да изреагира, како и нашето здравство. Има доволно време. Ние имаме комисија за заразни болести која дава своји предлози, чии предлози се сосем издржани, кои се многу професионални, кои да беа од самиот почеток почитувани од политичарите, ние немаше да дојдеме на ова дереđе. Дали некој од вас знае дека сме број 1 по смртност на глава на жител од корона во свет? Што ви збори тоа, бе? Извадете ми ја сега пак сликите на онаа дроцана, ајде да му аплаудираме на Филипче. Абе, дали сте нормални? Не е важно дали е Филипче или Чилипче, или Пилипче, или Милипче. Какви се тие аплаудирања, бе? Затоа што убаво е така да се замачка сликата, затоа што тоа е, знаете како, партиската пропаганда. Русија што правела кога имала најголемиот погром, кога убила 30 милиони своји жители по гулази, од глад и сегдека, најубавите плакати, земјата иде напред, да живее комунизмот, ние живееме се подобро и подобро, а тоа неа се подоле и подоле. Истото ни се случува и сега. Што ќе зборите во емисија, вие си знаете, вие што ќе се вклучите подоцна, нема да разговарате ништо со мене, кажете си сведоштва ако имате, ако немате, не ми се јавувајте за никакви филозофирања, особено оние од редовните со македонски песни пеени, не знам, во Бугарија, во Турција, или со дрогата го уништувала семејството, или не знам што, или не знам ова, или не знам, не ме интересира. Значи, ова е темата, или ова ќе збориме, или ќе ќутиме. Значи, нема менјање кадри, ако јас не кажам, нема ништо пуштање, освен ако имаме гледач на линија. Телефоните се тука. А сега 10 минути, после мојава тирада,
едно од најтешките јавувања во мојата кариера. Добро вечер. Добро вечер. Никој не те прима без тест. Сутепавме давајќи пари по тие тестови, сите тестови покажаа дека е негативна. И ги прегледаа бубрезите? Да, дека е негативна. Сега, замислите сега. Креетот кој што лежеше жена ми, уште една друга пациентка лежеше, а третата таму доаѓа докторката и гледа на креетот што виси тоа картонот дека е позитивна, а лежи со здравите. А кажи ми, зошто жена ти каде беше примена и со која диагноза? Ми рече со срцето проблем, нели аритмија, ама и аритмија и бубрезите. тахикардија. Сега, од тука отидовме во нефрологија. Добро, окей, Се пратива во нефрологија. Добро. Да провериме бубрезите. И? Не ве слушам. Прашувам и таму да ги провериме бубрезите. Лееше таму жена ми и установива дека едниот бубрек работи 65%, другиот 85% и бил многу оптоварен. Си ја земавме дома и немаше температура, немаше позитивен тест, ништо тоа. И нешто и падна тешко и ние викнавме брза помош. Брзата помош ја однесе во ковид центарот во инфективно во државна болница. Таму ја однесе во државна болница жена ми. И како што ви кажав, во тој ковид центар човек само може да умре. Навечер, на дежурни, само тие што стажираат има доктори, други доктори што се со искуство преку ден работат на 2 смени така натака. Океј, може ли само за разјаснување на ситуацијата? Како е жена ви сега? Не, господине. Ми почина жената. Прекчера ја закопавме. Каде почина? Почина дома. Бог да ја прости. Добро. Почина во тоа инфективната болест почина. А дали утврдија што е? Дали се обидоа да ја спасат? Дали и дадоа лекови? Ма какви лекови бе, Јанко, бе, никој не те гледа таму. Никој не те гледа, Јанко. Таму не дај Боже да одиш. Ама не ми се веруе, јас се извинувам, мислев дека само ќе искритикуваме и дека некако сте се извадиле, а жена ви починала. Од што почина? Јас сум жив сведок, јас ќе отидам, ќе кажам све. А од што почина? Почина со сите тие сатанати, затворен сандакот, ја закопавме жена ми и сега што се случува? Телефонот таму и го украле. Телефонот го нема. Мобилниот телефон имаше на рацете златни гривни и сребрени гривни. И тие ги снема. Јанко бе. Ова ли е држава? Слушајме. Сега на 21 ја закопавме. Океј. Сочувство. Сега на 21 ја закопавме. Застани малце. Тие покажува негативни дека се тестовите, значи не сме болни. Застани малце, само клучново да те прашам. Каде почина вашата сопруга? Во корона центарот во државна болница, на инфективно. Што ви рекоа, од што почина? Корона. Од корона. Само да сумираме. Кога ја однесовте на кардиологија и на нефрологија, по тестовите она немаше корона. Немаше. А кога ја ставивте во соба, со една здрава, третата беше болна од корона. Тогаш она таму се заразила. И украден е телефонот и накитот од рацете. Да. Господине, што да ви кажам, едино утеха. Има Господ, има утеха и ќе дојде правда. Толку да ви кажам.
Ovije krvnici na kraj jedan den ke mora da si podnesat račun. Žena mi kao djeca se znajeme. Kakva uteha, ne pomaga uteha, Janko, ne pomaga uteha, duša da mi plače. Duša da srce da mi plače, Janko. Srce da mi plače. Ne te slušam ništa, gospodine Janko. To je kad naša se slučava zdravstveni sistem za nigde nije, za nigde, samo pari da zimat. Dođeš na doktor te gleda što nosiš, da li mu nosiš bombonjera ili ne mu nosiš bombonjera, neka moćana bombonjera. Za život, Janko, za život. Ne možem sinovite da ih smiram nikako. Sramota ova, sramota. Država li je ova, medicina li je, zdravstvo li je ova. Otidome vo Nikolap. Mokrača, krv negativna. Ja se isto kad se testirav, krv mi zema mokrača. Ja ne bih pozitiven, negativen bih. A ženata mi otide taka, jabana mi otide, što da ti kažem. Ne znam što da ti kažem, Janko, izvini, molim te. Ne možem da se smiram, mi se puvam. Djecata, ne možem da se smiram. Niko ne te gleda, ne daj Bože tamo dodiš u bolnicu. Niko ne te gleda, begat doktorite, se plašati oni da ne se zarazat. Pošto kad se zarazat, kad ti da doma i svojte će se zarazat. Ostavljeni se ljudito sami na sebe. Kislorodna podrška, kakva kislorodna podrška? So ta kislorodna podrška pobrzo umira ljuto. Kislorod od Bosne kakov je, kislorod od kakov je. Ja sam laik, samo treskam gluposti može biti. Ali moja ta sopruga se znajemo 600 dve neko dečko, devojka je Janko. 100 godini smo bili zajedno i da mi otide tako jeftino, ja ke crknam, ne znaš, djecata ne može da se ih smiram. Srce mi beše, na mravka ne gazeše, Janko, na mravka ne gazeše, žena, srce mi beše, ženata. Сега идеме секој ден на гробишта. Што фајде ако идам на гробишта? Што фајде има ако идам на гробишта? Да не дигнам од гробишта. Извини, Јанко, молим те, фала што ме сослуша. Молим те, извини. Живи и здрави да бидете вие и твојата фамилија. Това имам да кажем. И сите другите да бидат живи и здрави. Ali ova ne biva, kao država ne biva. Treba neko od nadzor da dojde, da ne okupira i da ne stavi u obrazba i da ne mrda me ni levo ni desno. Levo svrti oma šlakanicата da ne opne treba. To je, nije za ništo ne biva. Kakov Filipče, kakvi bakrači. Nikoj za ništo ne gi biva, samo da puna dževo i so pari i so mito. Janko, te zadržao, mnogo izvini, prijatno, bili pozdrav od mene, bili živi i zdravi, čuvaj se, molim te, čuvaj se, ne se šetaj, ne kontaktiraj sa sekogo, ne znaš ko je zdrav, ko je asimptomski bolen je i prenesu na другите болести да ги пренесува. И дури после ќе покаже дека е развод, дека има корона. Пријатно да бидеш жив и здрав, фала ти што ме сослушал. Молим те извини. Пријатно жив, здрав да бидеш ти и твојата фамилија, да бидете здрави. Чувате се, молим те, чувате се. Пријатно. Се негово. Затвори емисијата.
Океј. Тоа беше снимка од јавувањето на гледачот. Снимката не ја објавив јас, снимката ја објави Инфомакс. Јас ја имам, ја чувам на мојот YouTube канал и не ја расширив воопшто, нема нешто премногу гледања. А целата емисија, знаете, беше тешко што целата емисија беше така, малку шарена, имаше зафрканци, и доста јавувања, те ваквите, онакви се зезавме, се исклучувавме и позитивна и релативно беше и не очекува вакво нешто, беше стварно она како боксу плексус у стомак и но не можам јас ништо да се жалам, немам право на ништо да кажам затоа што гледачов, човеков и оние како него заслужуваат, не знам што заслужуваат. Господ нека им даде утеха. Ја можам само сочувство. Режи, ако имаме гледач на линија, ако не, ќе седиме со ваков кадар. Можеш да го пуштиш мојот... Да, окей, имам во слушалка. Окей. Добро вечер, дали имаме некого на линија? Добро вечер. Повелете во програма сте, господин. Јанко, ја би споделил едно лично сведоштво со овие наши лекари, што се дешаваше малку пред едно 6 месеци беше ова, меѓутоа слична ситуација. Ја немав класични симптоми на корона. Само повраќав. И неќа да ме примат на преглед. Тоа ми вика докторката, мора да имаш тест дека не си ковид да дојдам да те прегледам. Викам, добро, дај ми термин ја да се тестирам. Вика, нема проблем, за една недела имаш термин за тестирање. А јас повраќам ден и ноќ. Нема врска, си го платив приватно. Тестирањето, тестот искочи позитивен. И се јавам на метичната, ми се јавија, викам, на Джан Митрев, дека е позитивен тестот. Таа вика, брзо трчај, у 8 септември, вика, че уште повреќеш, критична е ситуацијата, оди да те прегледаат. Идам во 8 септември во ковид центарот, неќе да ме примат. Вика, дечко, ти стоиш на нозе, не си овде. А што треба, викам, да припаѓам, значи, јас сум позитивен, ве молам за преглед. Не знам ако сака дежурниот да те прими. Нема врска, го прашам, вика, земи си таму бројче, ќе те повикам. Чекав, не знам јас колку чекав више. Ме вика, ме направи РКГ, ме ставија на инфузија и чекам да видам што ќе биде снимката. Певмонија. Ете вика, немаме тука место во државна залежање. Државна викаат, нема проблем, значи ќе донесете само постелни на пошта. Немаме лекови што не ги даваме, некои, како D30 се препорачува, не го даваме, и некој таму витамин С, 1000, не ми тегла што лекови ми побара, вода ќе се донесете за пиење, бидејќи водата овдека не е исправна за пиење, еви како има некој храна да ми носи. Тоа беше траур, хорор. Колку лежеше? 10 дена. Луѓе умира пред мене, Јанко. Го гледаше тоа? Да, буквално. Те оставаат и ти викаат, сестри, чувај го види ако можеш нешто, дај му кислородна подршка, ова, ако не можеш, тоа е тоа. Значи, тоа е, не знаеш, хорор филм. Значи, човеков што го кажуваше ова сведоштво, веруваш дека е све вистина и на вистина така и на други им се случува? Тоа мислам дека да. Мислам дека имаш, тоа што знам дека имаше едно што искочи тогаш како статија во некој портал
за девојче со слична ситуација. Девојчето не сакало да лежи у клиника, се отишло дома, меѓутоа било касно веќе кога е додела назад. Не знам, значи нашите болници... Вака, ај како психијатар да те прашам. Какви се твоите чувства за ова што го доживеа и што го види? Што осеќаш, што мислиш, што буди ова у тебе? Не знам. Тоа е нешто што ќе го носиш до крај на живот. Нема шанси да го забориш. Нема шанси, значи тие слики, значи да видиш како некој умира пред тебе, нешто што го носиш до крај на животот и си викаш не сакам понатаму да живеам вака како што сум живеал до сега. Не сакам, едноставно не сакам, ќе го сменам начинот на живот и тоа е тоа. И не сакам ни да се плашам од некого, ни некој да се плаши, але ова, значи, не знам, пошто ја цело време работам од дома, Јанко. Добро. Ја идам само до продавница што се види. Ама и тоа не е здраво, човек, тоа не е живот, тоа е полуживот. Да, ама еве, значи, ако они вика допир, контакт со некој заразен, како се зарази? Ама така, еве, јас се заразив, ама полесно поминав, нели? Значи, не секој вака реагира. Повеќето се, ние збориме за вие што сте, ете, очигледно дека вашиот имун систем нема добар одговор за оваа болест, за разлика од 90% од човештвото, нели? И се треба да биде насочено токму на луѓе како тебе, такви, за да им се помогне, да им се олесни. Како да не се прави, не знам што се прави, не знам што да кажеш. Треба прво и основно подобра организација. Аха. Прво и основно не може да има таму сестри со вештачки ногти на нив и да не може да те најдат вената на тебе. Значи не може да дозволиш да имаш персонал со такви квалификации таму. Да не може вена да ти најде, да има вештачки ногти огромни. Проблем беше што уопште немаше персонал, пријателе. Тоа беше проблем. И тоа нарочито плюс. Дежура по 12 сати наиста. И јас знам дека и на нив име преку глава. Како преку глава, бе? Знаеш какви сведоштва, века? Дека не си ги осеќам нозете легната на земја, пауза прави, она мртва смена, не знам како им се вика, по не знам колку сати или денови што им трае. Тоа е страшно. И таа треба да помага да спасува живот кога физички капнува. Не може, едноставно. Ја не знам, и тоа ти си во право. Каква е таа организација? Никаква. Нели, во случај на војна, што имаме ние? Во случај на војна ние имаме, нели, ангажирање на севкупниот резервен состав, војници, сите, нели, регрутација. Ние не видовме да се вклучат студенти, она, да ги поприучуваат, да помагаат на овие што се веќе искусни за да го издржат. Еве сега зборам на памет, но мислам дека не се презеде доволно мерки за да се... Не знам. Добро, извини. Што и да кажаме е тривијално. Така. Ти благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Чувај се. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете за нијанса, ако може слушалката да ми е потивка. Добро вечер, господин Јанко. Потивка. Добро вечер, господине гледач, повелете. Како сте, господин Јанко? Дали сте добро, прво да ве прашам и да ве поздравам? Благодарам. Повелете, се јавивте во емисија. Видите, јас знам и многу вулгарен да бидам према тие што кон вас така се обратиле, да ви кажам право на работа. Нема Па потреба. вие сте една особа која во мојот дом навечер ми носи радост, ми носи. Баталете ме мене. Фала ви многу. Немојте. Слушај, потешко ми е да слушам фалби, одошто критики. Кажи. Да зборувам за некои други работи, ама после она што го слушнав од тој предходниот, па жената ми се растваче, Јанко, да ви кажам право една работа.
Возможно ли се такви работи да се случуваат, мајко? Не знам, кажете ми вие. Па јас мислам дека такви ленеци, такви плачови, па ни во Аушвиц немало, бе, господине Јанкове. Што е ова што се случува со нас, Јанко? Господине Јанко, само еден коментар ќе кажам пред да завршам. Сето тоа се должи на нашите експлоататорски елити, кои што немаат биологија да си го заштитат својот народ, немаат гени биологија за заштита на погрешни елити имаме ние, уште од Втората световна војна навака. Јанко, повеќе не можам да зборувам, благодарам. Пријатно, Јанко. Благодарам. Жалам што вие вечерва прв пат се соочивте со тоа видео, тоа е од минатата недела, беше репризирано, иако сум слично облечен како и тогаш. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Режија уште за нијанса потивко слушалката моја. Добро вечер, дали се слушаме? Да, Јанко, се слушаме, добро вечер. Добро вечер, повелете, ве слушам. Сакам да се јавам поради ме подсети овај случај со човекот што му починала женава. Ме подсети на една случка што нас ни се деси во фамилијава. Нас ни почина еден внук од брат со негде 29 години, а тоа се случи пред 20 години. Детево беше болно од леукемија. Скоро се знаеше дека во тоа време немаше лек и јас го носев, што не сме од Скопје, го носев со кола тамо и детево секоја одејне, некош остануваше и да лежи тамо, носеше пари. Зошто ти се парите? Во марки во тоа време беа. А ми рече, доктор, ми бара за две апчина, може да замислиш, Јанко, 50 евра му барал. Му велал дека овие лекои ги нема овдека, тој веројатно ги уведе од странство и по 2 му дава, наредниот пак по 2 или 3 таму апчиња и на крајот не може да поверувам дека има такви зверо. Ја такви доктори не би ги рекол господа или било како. То се обични зверои. Знај дека детево ќе почини, му ја знае болеста и на крајот му зема пак пари. Ете и то се случи. Не само сега со ова коронава, ова го има од секош. И ти велам, кога го слушав, не сега, директно ко беше некни пред некој ден, ова исто, може да замислиш како се и дури не можам да зборувам, извини. Ќе биде тешка вечер и долга. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Сочувство до господинот што се јави минатата недела. Мислам, јас сум потресена уште од тогаш. Јас следев емисијата и тогаш. Сега ова, искрено да ти кажам, го намали в телевизорот, затоа што премногу ме вознемири. Што се однесува до нашето здравство, тоа е катастрофа. Наназад години, значи јас откако знам за себе, таму е катастрофа. Еве, да се навратам на кратко, нели, ќе бидам кратка, ама да се навратам. Мојата бременост беше пред едно 24 години. Имав патолошка, ме задржуваат на оделение, на дежурен, доаѓа утрото смена, ме гледа докторот на ехо и ми се обрека со зборовите, што зарем вашето бебе е живо. Прво тоа. После... Дај, остаја гледачката, дај го компјутерот, мене тргниме малце од кадар. Продолжете, господјо, ве слушам внимателно. Значи, ме прашува дали бебето ви е живо. Мислам, тука повеќе не сакам да дискутирам. Значи, тоа било пред 24 години. После неколку години се случува да носам дете за да му проверуваат алергија.
Идеме ние по лекари, по детска клиника на прегледи, немаме реагенси, дојди денес, дојди утре, дојди задутре, додека не најдеш или некаде на приватно да ти пукне филм и да одиш или пак да бараш во здравството некој пријател. Значи, тоа било првото пред 24 години, второто пред 20 години, искуството сега последно и најтраорно, како господинов од ковидот, ние позитивни, чувствуваш симптоми. Нормално, Врати у студио, Режа. се обраќаш на матичен лекар. Матичната не сака да те прими затоа што си позитивен. А не ти дава упат за да се тестираш, бидејќи нема термин, терминот си го плаќаш сам. Се погодува да е викенд, сабота, недела. Понеделникот е таа втора смена, ама ние, бидејќи не е за чекање нормално, а она ни вика третиот, четвртиот ден се прави лабораторија, ние не можеме да чекаме, нели третиот, четвртиот, сега ќе го чекаме четвртиот ден, ние идеме на приватно повторно, правиме лабораторија. Докторката, значи, не сакаше да го прегледа матичната ниту едното дете, ниту другото дете. Зошто? И двајце намоливме да дојде во двор, надвор, да ги прегледа во март месец. Зошто? Затоа што ќе се зарази, позитивни биле, ковид имале. Прво тоа, едното дете стигна до болница. Го задржуваат во болница, значи, исто како што вели господинот што се јави. Детево стои, се окей. И вели, не ми е добро. Јас, гледајќи го вака, као фигура, као слика, вика, мама, бе, не ти е ништо, нели, по овие симптоми што ги гледам. Не бе, јас, вика, не се чувствувам добро. Оди на клиника, му прават повторна лабораторија, крвната слика, види мерите ненормално покачени и подхитно го задржа во болница. Во болницата доживеа хорор, не успеа, значи, до крај да доседи да се долекува, се подпиша, после 10-тиот ден излезе и нашето понатамошно психолошко лекување трае до ден денес. Ете до кој степен ни е нашето здравство. Од сето тоа што го видел таму, како што кажа, луѓе што умираат, ги стават во вреки. За персоналот немам коментар. Секоја чест за докторите. Меѓутоа, организацијата е одгоре. И аплауз, не знам на кого му аплаудира. Бедници, бедни. Тоа е. И ова што го кажа господинот дополнително само ме вознемири и сакам да кажам дека во целост му верувам и искрено верувам дека мал милион такви чуда постојат во нашето здравство. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Лека ноќ и пријатно. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер, значи нема да должам. Ме пратам многу години. Уште го коментиравте спортски настрани со странчугите на тие првенствата светски и така натака, не е битно. Комбина. Да, само сакам да ви издржам поддршка една во целава работа. Аз сум малце помлад гледач, ама ево прв пат се решив прв пат во дебатна емисија да се јавам и прв пат кај вас конкретно, за да само да ви издржам поддршка за ова што го правите, така да продолжите натака и тоа е тоа. Нема да коментирам, затоа што се премногу болни сиве овие чувства од сиве гледачи што ги споделуваат, особено со ситуацијата со човекот. Така да тоа е тоа. Па само напред и Многу ви благодарам, ми значат вашите зборови, не можам да кажам дека не ми значат, напротив. И знам и верувам дека има, убаво е да се чуе, нели? Кога не би верувал дека има луѓе како вас. Некојаш доволно само кратко така поддршка, само не мора да коментираме, да дебатираме, имаме, не дека немаме јас ситуации да кажам милион имам, ама доволно е само така поддршка и да одиме заедно напред и тоа е тоа. Може ли едно подпрашање веќе која се јавивте? Да? Дали ја прележавте коронава? Па, официјално не, али по симптоми, веројатно може да и 3 пати сум ја прележал. А дали знаете за некое сведоштво на некој ваш близок кому му верувате за нешто слично или? Да. Добро. Дали верувате дека овие луѓе што ја зборат
вистината, а не само некоја емоционална, приказна и така натаму? Еве сега ќе ви кажам конкретно. Значи јас се јавувам од Охрид. И не само што ја кажбе вистината, него скроз се во право. Значи јас имам еден куп околу мене пријатели кои што целиот црн филм го имаат доживеано на своја кожа. Така да зато ми е жално и зато така и го почнав муаветот, дека не сакам да зборувам затоа што знам дека е така како што кажеше човекот. Све се надевам, знаеш како? Све се надевам дека ќе ми се јави некој Нешто поинаку да кажи. и ќе рече, слушај Јанко, не биди наивна будала, те лажат, те мафтосуваат, се е ова смислено, не е така, многу е подобро, луѓето се среќни, не страдаат, не име Камо ни... да беше Јанко единствената будала и се да беше погрешно кај него во емисија. А уствари реалноста е таа. Тоа е тоа. За жал. Фала што се јави. Фала ти уште еднаш. Моли. Поздрав до тебе и до твоите. Добро вечер за следниот гледач, ако го имаме. Ало, Ало, добро вечер. добро вечер. Повелете. Јас сум на веќе на Да, вие линија. сте, господјо, вие сте. Добро, фала ви многу Јанко и јас сум еден од редовните гледачи. Но многу сум револтирана во врска со наставата утре што ќе почнат децава, нели со физичко присуство. Оред? Слушајќи ги гледачите со какви трауми поминуваат, меѓу другото и жената со деца, значи тоа може да се случи на некого. Во моментов имаме пандемија. Значи, не значи ако немаме куршум да лета во воздухот, ние дека треба да се понашаме у стилу децата треба да идат во школа. Да, треба да одат. И јас ги поддржувам, апсолутно. Но во ваква ситуација, кај што имаме болест, која што се шири толку брзо, толку лесно, и кај што имаме проблем со персоналот здравствен, значи апсолутно не треба децата да одат на училиште. Нек си одат онлайн, како што има и во другите светски држави. Барем пар месеци. Барем Ете овие така. најкритични. Значи, Ете така. февруари и март се најкритични. Абе, еден грип не утепуваше секоја година тек за вакви работи. Знаеш дека Да, најлош ми- имунитет ни е февруари и март. Најголемиот ми- број на погреби кога немало се февруари и март. Па дај барем сега да прерипаме, еве. Да. Два Ништо месеци нема ни- да се случи. Така. Ништо нема да се случи децава. Ало, извинете. Ве слушам, Да. зборете. Ништо нема да се случи децата ако одат онлайн, кога ќе можат прозорци повеќе отворено, кога ќе може да биде тоа и они пешки да одат, да не влегуваат во автобуси и така натака, нели до училиште и дома, пошто се јас конкретно средношколско дете имам. Значи, јас стварно сум толку многу револтирана. Ги наштимаа бројките да бидат со пониски. Со двоцифрени бројки на починати луѓе, ние се понашаме децата во школа со маски, без маски, глупости, не знам како да кажам. Значи, повторно ќе кажам. Не значи куршум ако не лета во воздухот, ние дека треба да се понашаме ко ова е пандемија, биолошка војна. Значи нешто во воздухот се шири, така, болест. И треба да се понашаме исто ко во војна. Исто збореа и матичните лекари вака, онака. Значи да не се повторуваме, јас стварно многу се вознемирив и мислам и толку сум револтирана да ова поарно, не знам, да кажат ајде да ве стрелам и да завршиме работава. Одете во школа, одете ова, одете она, значи не може да се оди. Нема услови. Кога ќе се создадат услови, ќе се оди. Нормално дека треба со физичко присуство, мислам тоа не, но не, ова е хаос. А мене исто е од корона боледува. Матичниот лекар, фала Богу, не најде ни за сходно да ми се јави да праша дали сум жива. Фала му на Бога што добро поминав и не ни треба да ми се јави никогаш. Ви благодарам многу, пријатно. Благодарам за вашето јавување. Пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте.
U red, ke počekame. Dobro večer, da li se slušame? Dobro večer, povedajte, vo programa ste. Dobro večer. Povedajte. Janko, da li se slušаме? Odlično, povedajte. Да. Би сакал нешто да кажам во врска со пандемијава. Да, ме слушате, нели? Да, ви реков 2 пати, ве слушам, слободно говорете. Да, значи Јанко, би сакал нешто да кажам во врска со пандемијава, нешто што е нонсенс, тоа е следното. Кафичите, рестораните работат, деца видат во училиште со маски, со отворени прозори. Значи невидена работа. Ако веќе се дозволува тоа, тогаш треба да си идат децава, ако веќе одат во училиште, да бидат да се проветрува на за време на одмор, меѓутоа без маски. Тоа прва работа. Втора работа. Околу докториве и овакво. Значи, секогаш кога има прием на некој доктор, јас не знам да начекам доктор, нека не ми се љутат, да има прием од 7:30 до 2 тој ден кога има прием, да го начекам докторот. Или е на пред преглед, или после преглед, или не знам. Кога се празници, они се први да отидат на некој си продолжен викенд и така натаму. Мислам, тоа е невидена работа. Трето, еве му новиот градски паркинг на директорот идеја. Клинички центар е полн. Добро. Значи, треба влезот да биде 1-2 влеза и 3 излеза. 1 на стоматологија, 1 натаму кај бивша Македонија спорт и не знам каде да биде. И тамо да има луѓе наплатни рампи. Како на патарина. Искачаш и плаќаш. Вака идеме како некои мутави, застануваме на сред клинички центар, се ствара колона од 30 возила и на сето тоа тука ние застануваме, плаќаме, значи нема врска. Толку од мене сакам да кажам. Малце поише да бидат докторите према народот, понасмеани по ова. Јас, мојата животна возраст, ја не сретнав еден доктор насмеан, со убаво стварно да каже повелете или ова или она. Единствен не сретнав. Толку од мене, имајте добра ноќ и држите се народе да ја победиме пандемијата. Лека ноќ и пријатно за вас, благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Јанко, добро вечер. Добро вечер, повелете, во програма сте. Чекам малку да намалам телевизорот. Јанко, сакам да ти кажам, мојата жена исто така, на неја е извршено и аутанизација. Чекај малце. Разбираш? Дали ме слушате? Повикувам брза помош. И... Ало, ме слушате? Значи, многу лошо те слушаме, пуштен ти е телевизорот. Исклучи го тонот. Полека малку. Исклучи го. Не, полека... Викам брза помош. Мајката. Гледај јас. Тонот од телевизорот потполно исклучен, ве молам. Сек. Ајде, зборете, ќе ве оставам. Повикувам помош. Да. И ми се јавува машка особа, вика, се од вас ли ќе стоем, а жената има удар од мозоков. Разбирате, 2,5 години лежеше во кревет и се случи, хрчкаше на грлото тука, повикувам, вика, се од вас ли ќе стоеме. Кога по известно време на вратата ми звонат. Доваѓат млад лекар и техничарот, извршија прегледу. Ало?
Ве слушам, ве молам, не застанувајте кога Ме зборите. слушате ли? Ве слушам, не застанујте. Ако застанете од режија, ќе ве исклучат, ќе мислат дека сте исклучени, дека сте престанале да говорите. Слушайте. И да сакам да му платам, да наплатам што дојдо тука, нели? И барам да му платам. Секој пат кога ќе дојде, извршат платам 100 динара, нели? И остават се што ми услужиле там, инекцијата, шприцо и тоа, него он ми со устата ми покажува да не давам пари. Разбирате ли, со муцката. Со муцката ми дава знак да не давам пари, значи. Собра се тоа однесе, жената не отидоа ни до брза помош, она почина. И сега друго сакам да ти кажам, Јанко. Јас за вашата куќа се познавам со госпожа Сузана, телефониската. Ве молам, без Исто, имиња, без ова, фала ви за јавувањето. Чекај да ти кажам што работа. Не, спомнувате имиња, не смеам. Забрането ми е. Лека ноќ и пријатно. Спомнувате имиња на вработени овдека. Не смеам, не ми е дозволено. Значи, ја не ви исклучив, одредија ви исклучив. Разбирам, добар човек сте, имате мака, спомнувате, ама овие работи не смееме јавно да ги говориме. Ни вие, ни јас. Океј. Ќе продолжи емисијата оној момент кога ќе има некој да се јави. Ако нема заинтересирани, во ред. 9,5 часот е, значи час и половина некаде тераме со емисија, малку задоцнив ја, имав некоја тирада која требаше и да биде вовет и едно видео кое ви требаше да биде насока. Тука некаде се движиме. Како ќе довршиме до крај, тоа ќе го видиме. Во секој случај, јас се образложив зошто го правам ова што го правам вечерва, а и вашите јавувања се повеќе од тоа. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Добро вечер, Јанко. Поштовање према вашата емисија. Јас ја гледав првата емисија и бев прв што ме пуштивте да зборувам. Јас, ако они кои не слушаат, не веруваат дека ова веродостојно, онда го гледава Заев и Филипче како возева мотори, ке се повтора, кога умирава по 50 души во Македонија. Они спортувала и возева мотори. Верувајте ми дека вечерва не ме интересираат овие политички работи, нити Заев, нити Филипче и така натаму, така што... Сега да кажем уште две ствари. Ај ке видиме дали ќе продолжиме. Во Србија умираат моментално околу 30 души на ден. Така? Србија е поголема 4 пати со жители од Македонија. Замислете, кај нас умира 30, во Србија 30. Значи, кога би биле, најверојатно би требале, значи, во Србија да умрат од ковидот, од прилика околу 100, 120. Значи, на ниво на Србија сме. Втора ствар, Вучич и даде на сите здравствени работници по 100 евра. 122.000 здравствени работници добија по 100 евра затоа што ги жртвува своите животи во корона, во една опака болест. Кај нас само добива аплауз, сочувство, цело време, целата наша влада збореше дека они се на првите борбени линии. Кој? Медицинскиот кадар и сестрите. Само убави зборови. Меѓутоа, новчано не ги наградија. Само толку, Јанко, сакам да Фала што се јавивте. Искрено да ви кажам, извинете, како сакате сватете ме, немаше потреба да се јавите вечерва. Не па со овие кажувања, ама добро, вие се знаете. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Океј, ќе почекаме. Ништо, освен наведната глава и благодарам што човек да каже во овакви ситуации.
гледачи имаме во моментов, но мојот реализатор инсистира на некои работи од гледачите. Ја не знам, не можам да влијам, тоа е негово, тука не можам ништо да сменам, за жал. Иначе ја би ве пуштал директно и нели да се чуете после ако ја би ве исклучил, чисто и да знаете зошто. Нели обично вклучениот телевизор прави хаос и ништо не се разбира убаво. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете се. Во програма сте. Чути, за savjet se. Не могу да чутим. Чути? Не могу да чутим. Се јавивте? Да, во програма сте, повелете. Режија? Режија не. Инсистира на неговиот пуштен телевизор и, нели, го слуша телевизорот, не телефонот и го создава конфузија. Добро вечер. Јанко, добро вечер. Повелете, во програма сте. Насуф е на телефонот, Буковиќ општина Сара. Да, повели. Некои се жалат, некои се фалат, така е животот. Јас конкретно за нашите две матични лекарки, односно носителка едната е на здравствената установа, тука со повеќе од 5000 пациенти. И работи од 8 до 19:30. Она, носителката на здравствената установа, е повеќе од 27-8 години тука лекарка наша. Не да сме задоволни, туку презадоволни. Убаво. Баш ми мило. Пошто не верувам некој да ми мери притисок, неуниформисано лице и стално ќе звонам докторке, сакам притисокот да го мерам, ама ми го знаеш сам јас викам. Неќе ми имам тука комши, имат и ќерке мои апарати, ама добро. Кратка приказнава ако може. И одма доаѓа. Добро. Океј, во ред, свативме дека е добро. Шо е поентава на муабетов? Муабетов ми е, значи, од човек до човек има разлика, па и од лекар до лекар има разлика. Некои се жалат. Да, ама ова не се матични лекари, ова се лекари кои работат на клиники. Ве молам, се обидувате малце да релативизирате. Не е разликава од клиника до клиника. Ние имаме еден клинички центар и таму е ситуацијата драматична. Зошто и како е и мислам дека граѓаниве се во право. 10 години, Јанко, во клиника. Па затоа чувајте си го матичниот лака и да не стапнете, дај Боже да не стапнете во... Ја викам така. Така е, чувајте се, секој е добро, благодарам што се јавивте, а народов и тоа како има право за ова. Можевме многу подобро да реагираме. Зошто не реагиравме? Јас секогаш векам, организацијата не доаѓа од доле, доаѓа од горе. А горе кога им укажувавме, не хејта, вие сте вакви, вие сте такви, ама добро, ја викам, треба Хонг-Конг, аферата Хонг-Конг да се врати и да се расчисти. Ама ако ние не ја расчистиме, ќе ја расчистува некој суд за човекови права, каде што ќе се одлучува за злосторство против човештвото. И дека некогаш ќе седне и ќе направи некоја анализа колку луѓе се починати непотребно, луѓе кои можеа да преживеат, се починати заради неспособност, корумпираност и некадарност на тогашниот врв и одлуките кои ги носеа. Ја ќе ви кажам само една работа, ќе повторам, па вие, нели, бидејќи, нели, не можете се расправате со жената, Јанко е тука за тоа. Ние реагиравме добро само кога беше Дебар. Дебар го изолиравме и тогаш го намаливме бројот на заболени и заразени. Ама затоа веќе кога дојде Великден, кога дојдоа други религиозни празници, негде затваравме цркви, а отваравме други храмови, за едните можело, за другите не можело, носевме политички наместо здравствени одлики и сега сме на ова. А ова, еве ви ги сведоштвата. Можете после да зборите, овие биле добри, оние биле добри, секако дека. Сите лекари се добри, сите се прекрасни.
Како може да биде добар машиновоđа ако му дадеш да турка детска количка по улица со 3 тркала? Ама он е професионалец, себе си му дал, дај му локомотива, дај му тоа што треба да вози. Така и лекариве наши. Како може некого да ги хейтате или праше го колку му е смена, колку го натерале смена да биде. Како е платен за тоа? Како му е на страна платата? Како е организационата поставена? Каква е хигиената во условијата? Зошто тие исти лекари брилираат кога ќе отидат во приватно здравство? Заради пари? Не. Ја ќе ви кажам. Што не отидоа многу лекари, лапаат многу, остануваат во јавно здравство. Зато и остануваат. Но овие кои ќе отидат, не дека земале поише пари, ма добиле еден организационен систем кој ние не ќеме да го спроведеме. Whatever. Не можам да си го додржам зборот дека ако немаше јавувачи, ја ќе ќутев. Не можам да ќутам, ето, тоа е мојата болест, логареична. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програмата. Благодарам. Сакам да кажам за вчера имаше собир пред Сити Мол за девојчето што погина од сообраќајка. И не само за него имаше и уште 2 сообраќајки, од кои една со смртни последици, една беше повредена и така. Траотно беше тоа да се гледа, мислам, невидено, мајка, татко, сестра, роднини, пријатели и ние неколку тука, стотина скопјани и така. Имам еден апел до овие 120 пратеници, нека слушаат и нека запамтат. Може многу лесно да се реши ова. Полицијава, на рака на срце, задниве 2-3 години, 4, пишува опасни казни, меѓутоа нема ефект. Само ригорозни казни. Што значи тоа? У град, ако е дозволено 50, да се вози 50. Ако е 30, зона 30. Над 50 се фатили да вози 5000 евра казна и 2 години одземање возачка. Со мобилен 2000 евра казна и година дена одземање. Па да видите како ќе се решат сите овие проблеми. Вчера имаше на една емисија, да не го спомнувам името, како е сообраќајка ако возиш со 30, ако возиш со 50, ако возиш со 80% на погинување. Нека не седат тие само у парламент и да зимаат плата и да клатат врата, него нека се запрашаат малце околу ова. Еве да почнеме со тие ригорозни казни. Чекај малце. Вака да ти го скинам муабетот, ама у твоја ќе носам на твоја вода воденицата. Ајде. Ели? Сега некој логично ќе ти рече, кабе ти на секоја уличка, и стварно е така, кај на секоја уличка радари за 40-50, многу е тешко да мериш. И стварно е тешко. Но, точно. Не, слушај ме сега. Значи, реално само на автопат кај што ќе се улета или на некој голем булевар долг, можеш да ги фатиш дека вози пребрзо. Многу е тешко. Можеш само ако го видиш дека збори на мобилен, пошто ние сме дебили, не знаеме звучник да употребиме, Bluetooth да приклучиме. Ние сме технолошки ретарди на планетава. Ние сме имбецили невидени, пошто мора вака да возиме. А нема потреба. Пошто јас борам нон-стоп у кола на мобилен. Ама мобилниот ми е ставен вака на лежиште, си возам на звучник. Ама зошто да возам? Ма не е за браво. Абе идиотски ми е. Абе дебил сум. И трета работа. Трета работа. Чекај сега главната да ти ја кажам. Дали знаеш дека пред 10-15 години е поставен систем на наблюдување, камери, кои во секое време може да ти ја сними регистрацијата, па дури и тебе, дал збориш на мобилен, со колку возиш, дали си поминал на црвено и така натаму. И тој оперативен систем е направен, функционален, со сите камери. Тешки милиони се дадени. Значи, секоја саобраќајка за 3 секунди, Ајван од предходно сигурно не возел прв пат вечерта, тогаш кога направил масакр. Тој возел уште 100 пати, ама не бил казнет. Штом не те казнува, знаеш што е? Е него, TikTok. Извини, ќе бидам вулгар, ја ќе бидам вулгар. Курчот им е огромен, видиме шо можам, ќе се јавам, Јанко ми е врска. Арно, ама,
Što se slučaje? I ке речеш, па добро, тие камери не ли снимаат? Не снимаат. Не се уклучени. И сега се прашуваш, зошто? Зошто не се уклучени кои деноночно ќе ги ловат? Значи, дури не треба полицаец да излезе, него, нели, има прекршок, има снимка, иде на суд, судот директно му пишува казна, која мандатно, бар сегде у свет е така, од транзакцијска сметка, си поминал на црвено, од транзакцијска сметка 300 евра. Блокирано додека не ти ги смакне. Ма нема расправи, нема перо ми пишал или ова или она. И ние го имаме тој систем. Не функционира. Се прашував со години. Значи, мислам дека у времето на Никола Груевски, Гордана Јанкуловска го поставија и после не профункционира до ден денес. И се прашував зошто. Знаеш зошто? Затоа што 99% од сообраќајните прекршоци се или партиски челници, или луѓе од МВР кои си ја злоупотребуваат службената положба, или нивни копилјаци кои, нели, кој ќе сврти, кој ќе дојдеш да го апсиш, тој у затвор нема да стигне, као што не стигна, нели? Се сеќаваш на случајот на адвокатот кој прегази куп девојчиња пред судска палата? Како не? И то има добри 25 години. Како не се сеќавам? Знаеш како заврши тој случај? Искрено не знам. Никако, Не знам па затоа и не знаеш. Затоа не знам ни ја. Никако не заврши. Тој вадеше ово, она, девојчињата се више возрастни жени. Се е тоа замомуљано. Зошто? Голем фраер бил, јас да пијам возела, ама и он адвокат, врски, ова, она, партии, судови, 300 чуда, одолговлечување цела деценија, брада, никому ништо. Ете, тоа е целиот систем. Значи, све ова, што го збориме, сите оние трагедии што ги гледаш на улица, после мајки плачат, се може за 24 часа државата, да власта, институциите да ги уклучат оние посрани камери. Абе, застанете на било која раскрсница, ќе видите камери. И тие камери се вклучени во систем на детекција на таблици и кои се можат одма да ги вклучат да детектира недозволено преминување, преголема брзина и така натаму. Па не ми кажувај дека 10 такви камери нема на Партизанска, на да не ги спомнувам сите улици. Јанко, друже, не знаеме да ги... ние страдаат деца, ние страдаме по улици, се од корона отидовме на ова, само заради партиско ќутење, ништо друго. Јанко, извини, не, еве, види го моментов. Не знаеме да ги вклучиме тие камери. Глуп си, не сум глуп. Еј, не си глуп. Ќе отидам у Берлин, у Цирих, у Виена. Здраво, здраво. Како правите вие за камерите? Ние вака правиме. Поминеш на црвено, те снима и ти доаѓа дома. Крај на муабетот. Ќе поставам 10 такви камери и ќе им речам, дечки, поставени се 10. Пазите се, ако ве фатиме на црвено, да возите над 50 од град, да зборите на мобилен. Пример, сега зборам, за црвено и за над 50, 5000 евра казна. Ама многу е. Абе, лупни го по джеп. Ја ти кажам дека сите ќе лазиме по град. Нема више никој да збори на телефон. Не мора за телефон 5000. Лупни го 2000 евра казна. Јанко, ќе се воведе ред. Не, додека си тука да те злоупотребам. Знаеш ли дека сме единствена земја на моронштината број 1 во која е забрането да се стави камера во автомобил? Знам. Значи возиш, ќе направиш прекршок и така натаму. Знаеш ли во цел свет прво што ти прават? Дај ми даш камот. Например, Тесла, електричните автомобили имаат вградени камери. Баш да ги видам законодавци наши, што ќе прават, како со клешти ќе ги вадат камерите од Тесли, фабрички вградени. Во Русија не можеш да возиш без камера. Во Америка, низ Европа. Зошто? Прво, ако си направил прекршок и си сомнителен, ќе ти ја земе камерата да провериш што правиш. Второ, ако направиш па ти некако или нешто се случи, па бар да имаш некаков олеснителен доказ, ако не и главен, со тоа што се случило заради превенција, за твоја заштита, за туѓа заштита и така натаму. На крај, знаеш, да имам вклучена камера и се викаш, чекај бе, дај ќе возам, знаеш, ако на крај нешто направам, па камерава сама ќе ми издаде, ти текнуа. Така што, види, имаме две работи. Камери во кола,
И тоа со закон се забранети. 300 евра е казна. Ако полиција те фати, кој идиот и со кое образложение го донесе тој закон, како истиот тој што не го вклучува системот за наблюдување и казнување на прекршоци. Пази, тие камери функционираат. Они ќе видат некој крадец што не е од нивна банда. Да. Што не е од нивна банда за да го фатат. Како не ги фаќаат овие што пребрзо возат иглича? Затоа што телефоните вртат. Слушај, ова е моје, дај и готово. Ама и тоа се решава. Доста полицајци идат сообраќајци на работа. Супер се. Полицијата Слушај, не, окей се. Исто како лекарите и полицијата ни се супер. Остај си го приватниот телефон 8 сати и иди на работа. Така е. Слушај, и уште ова, во интерес на времето, готово уште ова само да кажам. Не, ти си последен. Со тебе завршувам. Само ова, да не речат, овој ти одзема емисијата дрнда. Еве, на пример, збориме, не знам како да направам, ќе прифатам, ќе отидам. Не знам, еве, од Министерство за внатрешни или од градоначалник, не знам кој е одговорен. Идам у Берлин, идам ова, кажав. Викат, ама не, тие се скапи работи. Океј, поставувам камери. Не кажувам камери, радари, еве, класика. Поставувам, им викам, дечки, имате 2 месеци фора. Ама, 2 месеци. Од 1, ајде да не биде 1 април, ќе биде дека е шала, од 1 мај. Кој што ќе се фати дека вози над 55.000 евра казна? Ама како? Абе 5.000 евра казна. Нема ама како. Не, управо си, уклучи го системот. Еве да им фора до Великден. Од сега до Великден. И нека ти стига. Ве детектиравме казна. Ова ви е прва опомена, втора опомена, трета опомена. Кога ќе дојде после првата опомена, а тој гледа у систем дека 3 претходно, по автоматизам, вештачка интелигенција, по алгоритам, казна 5.000 евра. И сега ќе ти кажам, што му се случи на еден балканец, наш човек ми раскаже у Канада. Сега да те насмеам за на крај. Канада имаат автопатишта какви што да ги цртаме ние у Photoshop не може да ги направиме. 2100 имаме такви. И ограничување е 100 км на час. Абе, да умреш. Монакви коли, али 100 км. Сегде. И нема. И сите возат така. Босанчерос нас до нашиот овакво балканецов, пошто Канада, сите релативно имаат пари, му се остварил сонот да може да си купи Ламборджини. Седној у Ламборджини и иди вози го 100 на сат. Не успева да го извози, го вози еднаш го фаќаат, 2 пати го фаќаат, 3 пати го фаќаат, 200 мерек, ова, ама немаш нигде каде да го возиш, освен на патека. И на крај, ај шо му ја одзеле дозволата, ај шо платил казни, му ја донесоа колата. Коцка. Вака, метро на метро. Знаеш она? И му го пресувале Ламборджинито и му рекле, разбираме дека не можеш да овакво, не е ова кола која треба да ја имаш, изволте, вика, купи си некоја по-друга кола или бери памет што ќе ти се дешава. Како го решиле? И сега имаше, ја го објавив ова, имаше доста расправи, било законски, незаконски, абе иди расправај се ти со држава како Канада. Така. Ние толерираме, знаеш како, наше дете, мала земја, сите се знаеме, овака, онака. Се викам, дали е вака во Словенија или во Хрватска? Еве, поголема е Србија, да речеме да не ја споредам. За нив не знам, ама ја овие погоре би земал пример од нив. Ако си глуп, не можеш да се снајдеш. Само земи од нив пример, Јанко, се ќе биде окей. Лупни го по джеп, ја ти гарантирам, оваа држава има да биде пиц-пец. Абе, нема да не може, додека он врти телефон у именик, нема, Јанко, нема телефони, како го фаќаш? Као фискална ти искача, Јанко, нема телефони. Нели, како беше нашиот драг екс-премиер? Абе, јас се јавив на службеничката на граница да го пропуштат. Јанко, само уште ова ти кажам, и готово, еј. Ја имам 55 години. Имам возачка од 18. Како сака нека верува народот, сака не верува. Ја немам ни собраќајка, ни лупнато, ни гребнато, ни ништо. Возам по правила и прописи. И ја возам, ама ми се случило неколку пати. Сакаш верувај, сакаш не верувај. Кога треба, црвено, си стоиш. Нема што, ја брзам од овде до Ѓорче, па ќе стасам. Што ќе стасаш? 2 минути порано? 3 минути? Не, што се деси со девојчено?
нема треба да си возиме како што треба. Тоа е само првиот дел. А се со казни може да се реши у државата. Фала што ме изслуша. Добра ноќ. Чувај се, народе, чувајте се да го победиме ковидот. Поздрав, иако Поздрав. ова јавување беше надвор од целата ова вечерва тема која ви благодарам што се јавивте, ја споделивте, сепак се на некој начин има еден заеднички именител за чувување на животи и таа трагедија што се случи, сето тоа заслужува па и посебна емисија. Но остануваме отворени, па се надевам дека покрај сите керефеки што се ги правиме во животов и така натаму и сепак ова јади бурек, ја и тоа како можам да бидам писов и сериозен и да ви дадам медиумска поддршка ако имате исправни, морални назори за да направиме нешто подобро. Дејќи, знаете што, во години сум кога го губаме ланот и не ми е важно, но и те како ми е важно на моите внуци ако ги имам еден ден да им оставам нешто добро, за да има некој на гроб свеќа да ми запали, на помени да ме спомне, за да измолам некаква молитва, за да пред Бога кажам ете направив барем нешто. Значи, одговорноста е моја каков свет. Целиот овој булшит што го слушаме за болници, за сообраќај и за све е моја одговорност. Ничија друга. Лично моја. Ако сите ова си го кажем и од тука тргнеме, но ароганцијата е преголема. Поздрав до младиот Доути кој ќе ми ја кинеше главата. Уште те чекам. Нема проблем, во секое време. За еден ретровизор. Сум правил и ја така натаму и така натаму, ама shit happens. Но како ќе се испонашаш, што е уште повеќе важно. Сите губиме такт и се вознемируваме, ама што ќе произлезе од сето тоа? Лека ноќ и пријатно.